Најновиот предлог на председателот Трамп за управување со конфликтот на Блискиот Исток преку испраќање палестинци во Египет и Јордан е символ на она што многумина во Израел го гледаат како неконвенционален пристап кон надворешната политика, таков што може да донесе резултати што Израел сака да ги види, како агресивен пристап кон израелскиот главен непријател Иран. Многу израелци, особено поддржувачите на десничарската влада на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, очекуваат Израел да има корист од многу од овие политики, како што направија за време на првиот председателски мандат на Трамп. Верувам дека работејќи заедно повторно ќе ја унапредиме американско-израелската алијанса на уште повисоко ниво. Уверен сум дека ќе го довршиме поразот на иранската оска за тероризам и ќе воведеме нова ера на мир и просперитет за нашиот регион. Некои израелски аналитичари велат дека со поддршка на Трамп, Израел може да продолжи со уништување на иранската нуклеарна програма, откако Израел ги ослабна иранските одбранбени системи и иранските представници во Газа и Ливан. На Израел многу му е потребна поддршка, соработка и морална јавност на предстојната администрација на Трамп со цел конечно можеби да го елиминира раководството на иранскиот режим и неговата нуклеарна програма. Други аналитичари велат дека не се сигурни дали председателот Трамп ќе ја поддржи израелската воена акција против Иран. Тој прво ќе се обиде да изврши притисок за договор, различен договор од оној од кој се откажа, се разбира, но тоа ќе биде негов прв приоритет. Председателот Трамп вели дека сака да го прошири договорот за кој неговата претходна администрација преговараше меѓу Израел и земјите од Персискиот залив, со тоа што ќе создаде мировен договор меѓу Израел и Саудиска Арабија. Тој сака да биде човек кој ќе направи договор на векот. Колку повеќе Израел ги нормализира своите односи со земјите од Персискиот залив, толку повеќе тие може да соработуваат заедно за да се справат со безбедносните закани како Иран, ИСИС, толку помалку Америка треба да прави. Од гледна точка на Трамп во голема шема на работите, тој сака Америка да прави помалку. Саудиска Арабија изјави дека секој израелско-саудиски мировен договор ќе биде условен со напредок кон палестинска држава, политика што ја отфрли десничарската влада на Израел. Ова може да биде извор на разидување меѓу Трамп и израелските лидери. Тој ќе бара договор за некој вид палестински ентитет на западниот брег, за да се обиде конечно да го реши тоа со Израел. Тоа би укажало дека Израел треба да направи голем број различни алтернативи. Председателот Трамп вети дека ќе стави крај на сите војни и на широко доби признание во Израел за сегашниот договор за прекин на огнот и ослободување заложници меѓу Израел и Хамас. Но наоѓањето трајни решенија за конфликтите на Блискиот Исток може да биде уште потежок предизвик за американскиот претседател.